До пред неколку години ќе звучеше неверојатно некому да му кажете дека Dacia има хибрид, но романската марка реши веќе да не биде ефтина и од матичниот Рено побара нови понапредни технологии. Изборот падна на хибридниот погон познат од Clio и Captur, кој одлично се вклопи со карактерот на џогер. Неговата ниту караванска, ниту кросоверска каросерија беше полн погодок кога се во прашање вкусот и потребите на купувачите и овој модел успешно ја стартуваше својата кариера. А таа сега, благодарејќи на француско-романската комбинација, сигурно ќе биде поголема и покрај цената од скоро 25.000 евра, која и не е така мала. За тие пари купувачите ќе добијат практичен автомобил со 5 или 7 седишта, кој тргнува на струја и добар дел од растојанието меѓу два семафора може да го помине без вклучување на 1,6 литарскиот мотор со 90 коњи. На тој начин ќе заштеди и до 40% гориво, што резултира со декларирана просечна потрошувачка помала од 5 литри на 100 километри. Електромоторот, кој на бензинецот додава уште 50 конски сили, помага џогер хибрид до првите 100 км на час да стигне за 9,8 секунди, но својата практичност најдобро ја докажува со меѓузабрзувањата. За регенеративно дополнување на батериите од 1,2 киловат-часа е задолжен стартер генератор кој исто така работи како електромотор, а целиот погонски систем има 15 различни режими на возење. Струја произведува и главниот електромотор дури и на автопат во услови кога бензинецот дава повеќе сила отколку што е потребно за совладување на отпорите на движењето. Бидејќи батериите се сместени на местото на резервното тркало, целосно е зачувана употребливоста на просторот за багаж од 700 литри. Низ внатрешноста се среќаваат низа практични решенија, а за безгрешно користење е задолжена гаранција од 8 години или 160.000 километри на батерискиот систем. Испораките на Dacia Jogger Hybrid во поголем дел од Европа ќе стартуваат во мај.